Во Скопје се одвива еден необичен и инспиративен проект кој ја спојува уметноста со екологијата. Под мотото Реарт циркуларна изложба, ученици од гимназијата Јосип Броз Тито и основното училиште Кочо Рацин создаваат уникатни уметнички дела користејќи делови од електронски отпад. Проектот е заедничка иницијатива на фондацијата Берта Додеска Скопје, Нулта отпад, а домаќин е Младинскиот културен центар во Скопје. Целта на иницијативата е да се подигне свеста за реупотребата на електронските уреди и отпадот и како тие можат да добијат нов живот во форма на креативна вредност. Учениците од основното училиште Кочо Рацин со наставничката Сашка Прачкова, значи ни беа вчера и тие ги доработуваа сите овие скулптури кои ќе ги видите во нашата галерија, кои се направени од остатоци од електронски и електричен отпад кои самите ги собраа. Меѓутоа тоа се доработени скулптури. Овде е нашето студио, значи во кое сега учениците од гимназијата Јосип Броз Тито под менторство на три професори кои се професори по ликовна уметност, Ангелина Дамјановска-Наумовска, Катерина Битрак-Кировски и Гоце Симоновски. Тоа се трите професори по ликовна уметност кои не ги донесе овие млади таленти кои сега работат на зададена тема, град, во која повторно ќе вметнат остатоци од електронски отпад кои самите го собраа. Еве јас им донесов, значи со денови собирам батерии од часовници кои дали знаевте, освен што одлично ќе изгледаат на овие слики, значи темата е град, тие имаат и сребрени батерии, имаме во часовниците и така натака. Јас појдов кај часовничари, им ги земав батериите. Меѓутоа, сите наши производи се зелени производи. Пораките кои ќе ги испратиме, бидејќи од овде, оваа изложба на 5 јуни ќе биде голем гала настан, значи една изложбен простор со мултимедијална забава. Во рамки на проектот се организираат работилници каде млади таленти работат на полиптих, серија од 4 слики на тема град. Но ова не се обични слики. Учениците во своите дела вметнуваат кабли, CD-а, батерии, копчиња од тестатури и други делови од отпад, кои самите ги собираат и ги трансформираат во уметнички елементи. Освен сликите, учениците создаваат и скулптури од електронски отпад, инспирирани од екогалеријата на Нула отпад. Се тоа се случува под менторство на професори од двете училишта и организаторите на проектот кои го следат процесот, помагаат во развојот на идеите. Електронскиот отпад, деловите кои сами ги одбраа за ова уметничко дело, еден полиптих во 4 дела ќе биде изложен, тие самите ги собраа. Значи, еве и ние малку им помогнавме со батериите, меѓутоа замислете ја мисијата, една убава мисија, бидејќи ова се можеби идните уметници, да посетам на факултетот за ликовни уметности, трета година има интермедија предмет кој покрај класичните материјали се предаваат и алтернативни материјали. Значи, ова се нашите идни уметници, идни екологисти или зошто не менаџери на компании кои ќе бидат општествено одговорни брендови. Тоа се нашите најмали можни придонеси во она што би се рекло во очи на денот на екологијата, меѓутоа и мали придонеси како да ја заштитиме оваа планета. Идејата за Реарт циркуларна уметност е едноставна, но моќна. Отпадот не мора да биде крај на една приказна, туку може да биде почеток на нова креативна приказна. Со комбинирање на уметноста и едукацијата, проектот испраќа силна порака, дека и од најнеочекуваните материјали може да произлезе нешто прекрасно и инспиративно. Правиме од алтернативни материјали, од електронски отпад, тастатури и така натаму, правиме цртежи за нашиот град Скопје. Јас бев задолжена за правење на скиците и се одлучивме дека ќе ги поврзаме сите 4 дела заедно, дека ќе бидат како едно големо дело. Ја имаме реката Вардар и некои од нашите знаменитости на градот. Многу сме задоволни поради тоа што успеавме да учествуваме во една многу добра акција за заштита на градот Скопје, каде што правиме уметнички дела од електронски отпад. Учествувам во овој проект кој што сум презадоволна. Мојата улога е да бојам. И исто така електронскиот отпад ни помага да направиме едни многу уметнички дела и за животот и за градот Скопје. Централниот настан е изложбата во МКЦ закажена за 5 јуни, и тоа за меѓународниот ден на екологијата. Но проектот не застанува тука. Делата ќе патуваат и ќе бидат прикажани на повеќе локации низ градот, со цел пораката за одржливост и креативност да стигне до што повеќе граѓани.
Овој проект е пример како културата и уметноста можат да создадат општествени промени, а младите се клучниот двигател на таа промена. Со комбинација на креативност, едукација и еколошка свест, РЕАРТ покажува дека отпадот може да стане извор на инспирација и нов живот. За сите граѓани изложбата на 5 јуни ќе биде отворена и ќе биде можност лично да се уверите како стари и заборавени материјали можат да се претворат во уметнички дела кои зборуваат за градот, природата, но и за иднината.